Одлично ве слушам. Добро утро и поздрав од прекрасниот двор на водовод и канализација, каде што секојдневно ги вршат оние редовни контроли, бактериолошки, хемиски, за контрола на водата. Мој соговорник е вие, како што најавивте, Катерина Димовска, оперативен директор во јавното предпријатие Водовод и канализација. Добро утро, како сте? Добро утро, благодарам и поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Тука во санитарната контрола на водата се вршат секојдневни контроли на водата и ние како новинари постојано добиваме известувања дека досегашните испитувања покажуваат дека водата во Скопје навистина е бактериолошки чиста. Ајде кажете на колку места, како се одвива сето тоа и навистина дали сме во право? Да, секако дека сте во право. Имено, како што знаеме, градот Скопје со неговите 800.000 жители пие вода од каптажите Рашче 1 и Рашче 2, кои што изворот Рашче според местоположбата на наоѓање, како и начинот на прихранување, тоа е 70% од Шарпланина, 20% од Жеден и 10% од реката Вардар е природен феномен. Имено токму овој планинскиот масив што е Жеден ја собира водата од полошкиот крај и од Шара и истовремено ја прочистува. И поради тоа представува еден природен филтер што овозможува водата во изворот Рашче да е секогаш бистра, односно да не се заматува. Исто така, водата во изворот Рашче е идеално избалансирана. Што значи тоа? Тоа значи дека на пример температурата и зиме и лете е стабилна, односно отприлика е околу 13,4%, а поради тоа исто така имаме стабилни и секогаш исти физичко-хемиски параметри, односно кои што не се променети во текот на неколку децении наназад. Таа температура дозволува да е она што вие кажувате бистра, чиста водата во изворот. Точно е да е стабилен изворот. Тоа ни покажуваат тие стабилни параметри, затоа напоменав и физичките, хемиските параметри се стабилни, не се променети во текот наназад 30-40 години, иако секојдневно ги испитуваме, земаме примероци секојдневно од 40 мерни места низ градот Скопје. 2 пати месечно правиме анализа на изворот Рашче, една кратка и една долга анализа. Исто така, еднаш неделно правиме од околните села во околу градот Скопје што се наоѓаат. Сега, како што рековте, се наоѓаме пред центарот, сектор е сега за санитарна контрола и тука ги постојат две лаборатории, една физичко-хемиска лабораторија за питки води и една лабораторија, микробиолошка лабораторија за тие микробиолошките испитувања. Така да луѓето идат секојдневно на терен, се опфатени сите места, сите параметри секојдневно се испитуваат и сите параметри се во граница со правилникот за безбедност на водата за пиење. Значи години наназад скопјани пијат бактериолошки чиста вода, како што кажував, и вашите испитувања што ги кажувате на јавното предпријатие Водовод и канализација, водата можеби и благодетот и природниот феномен од Рашче треба да бидеме горделиви, да бидеме и радосни, затоа што феноменот вода во светски рамки значи многу. Многу, точно. И затоа треба да бидеме и малце совесни ние граѓаните, да чуваме таа вода, бидејќи имаме и многу губитоци на вода. Тоа сакав да ве прашам, има ли градот Скопје губиток на вода и поради што, на што се должи? Вака, градот Скопје, тоест јавното предпријатие Водовод и канализација, според годишниот извештај за 2021 има околу 60,12% на загуби на вода. Тоа секако е висока вредност. Меѓутоа, сепак за овој регион тоа е нормална некоја вредност. Овие губитоци се должат на повеќе фактори. Едни од факторите се техничките загуби на вода, тоа ни доаѓа поради истекување на неисправна цевна инсталација. Во тој случај се јавуваат повеќе дефекти, дефектите се санираат веднаш, но потоа се појавуваат нови дефекти и тоа не е една борба без крај, затоа што поголем дел од мрежата во градот Скопје е правена после земјотресот 1963 година и ние правиме напори секоја година, имаме инвестиции околу 100 милиони денари за да се санираат тие дефекти, за да се заменува старата мрежа со нова, но сепак може и поише да се одвојат, меѓутоа тоа пак ги прави загуба на предпријатието. После тука се нелегалните корисници
Исто така водомерите, дали се стари, дали се закочени, па ние имаме акција континуирана промена на стари со нови водомери. Да напоменам дека тука и водата што се користи нели за миење на улиците, таа е се питка вода од Рашче, после водата што се користи за поливање на јавната зелена површина. Немаме онаа техничка вода што би се рекло, бидејќи наистина Рашче е основниот извор и буквално се користи на секаков начин како што се третира во градот. Да. Она што споменавте за диви приклучоци или диви корисници на водата, како се справувате со? Па имаме посебна контрола на корисници, посебен дел во јавното претпријатие водовод и канализација. Одиме на терен, исто така тука ни помага и водомерите, нели ги гледаме кои се закочени, кои не се и ги менуваме нон-стоп, има екипи што идат на терен. Так. Граѓаните што сакаат да ги заменат водомерите, може слободно да се обратат како оди постапката. Тоа е веќе редовна со години. Редовна е, да, може да се обратат до јавното претпријатие водовод и канализација, ќе поднесат барање, нашата екипа ќе дојде, ќе ги смени на нивна сметка. Така, сакав да ве прашам, споменавте 60% губиток на вода, кажавте дека тоа е во според оние светски... Не, според светските не, кај нас во регионот е нормално. Кај нас во регионот е во некоја рамка што се движи во нормала или вака навидум изгледа дека голем е процентот на губиток на вода? Голем е процентот, но еве се трудиме, работиме, имаме сега последниве години договори со паркови зеленило да наплаќаме таа вода, исто така има студии за правење со градот Скопје за правење на бунари за техничка вода. Ние се трудиме, еве ја подигаме свеста кај луѓето, нели, на секој можен начин што помалку да трошиме питката вода како техничка вода. Бидејќи доаѓа период пролет, лето, особено во летниот период се троши доста вода во зелените површини, нели? Да. Затоа ние кога нели поради периодични врнежи од дожд и од снег, кога се намалува издашноста на изворот Рашче, ги уклучуваме и овие 7 бунари тука во бунарското подрачје Нерези Лепенец. Имаме исто така истражување од 2013 до 2020 година, бараме нови алтернативни извори нели за водоснабдување, па се надевам дека во иднина ќе го решиме проблемот. Така, сосема на крај, бидејќи навистина се наоѓаме во одделот, во секторот за санитарна контрола на водата, тука работите испод со нова апаратура, навистина можеме да кажеме дека постапката е доста модерна, современа, по нови теркови, да кажам. Точно. Можеме да се рамнеме и со сите европски држави, каде што се споредува квалитетот на водата. Точно. Имаме нова апаратура, овие последниве години нели се навеше нова апаратура. Имаме исто така појачани кадар, сите се стручно образовани, сите се подготвени како што треба. Исто така нашата лабораторија и микробиолошката и физичко-хемиската е акредитирана со сите параметри, така да сме едни, можам слободно да кажам, од најдобрите лаборатории за испитување на вода во Европа. Како човек што навистина долги години работите во ова јавно предпријатие, секогаш ги прашувам стручњаците што се занимаваат со вода. Претендирате да пиеме вода од чешма или од шише купена? Вода од чешма се разбира. Воопшто да не водат грижа граѓаните да си пијат вода од чешма, да не купуваат флаширана? Воопшто. Јас мислам и тоа дека се некои модерни времења, па претежно се пие водата, ајде, од флаши, да кажеме. Меѓутоа водата... Особено од пластични шишиња? Да, посебно од пластични шишиња, меѓутоа гарантираме дека водата во градот Скопје е санитарна, исправна, чиста, исто така и убава за пиење. Так. Споменавте дека се уште не е доволно, односно целосно обновена водоводната мрежа. Ќе се работи на тоа? Да, затоа кажам дека да, секоја година издвојуваме одредена сума на пари и покрај тоа што ги санираме дефектите, исто така заменуваме дел по дел, нели стара со нова мрежа. Така, бидејќи доста имаме урбан развој на градот. Да, експанзија. Една голема експанзија, каде што во енормни, во невидена брза динамика се шири, се згуснува градот со стамбени згради. Како оди на тој план? Па добро, тука ни е градот Скопје, ни помага, тука се исто така и општините, сите заеднички со заеднички средства, еве се трудиме сето тоа да го направиме како што треба и
за да пијат нормално граѓаните на град Скопје чиста и да има притисок до најгорниот спрат. Така. Така, до високите зони, да. Катерина Димовска, ви благодарам за директното вклучување во утринската програма. Се гледаме во следна прилика, затоа што навистина летото си носи своји згоди и незгоди. Точно. Да бидеме во комуникација со граѓаните, да ги информираме, се со единствена цел за да имаме чиста вода за пиење. Ви благодарам и на вас, повелете друг пат кога сакате да не посетите. Студио.